Добро дојдовте во мојата нова видео. Денес сме со Вики кој се занимава со музика, малце ќе поразговараме за незината кариера. Здраво, Вики, мило ми што прифати да снимаме заедно повтор пат. Фала ти, се надам дека ќе имаме супер интервју као и првиот пат. И јас мислам, дали си спремна? Мислам дека да. Ајде, опиши се од три збора. Интересна, луда и креативна. Може така? Може. Добро. Од каде идеја и желба да се занимаваш баш со музика? Па не знам тоа дали е некоја идеја и желба, генерално би рекла дека тоа е мојот дар што јас секогаш се трудам да го унапредам и усовршам и да пружам најмногу што можам, а можам многу за мојата публика пред се. Супер, од кој имаш најпаќе поддршка? Од родителите и од мојот тим. Супер. Наравно прашај, кој ти беше први настап и како ти беше чувството? Првиот настап, искрено, беше една свадба со мојот прв бенд тогаш, специјал. Беше некоја модерна свадба, можам да кажам, не она стандард кој што сме навикнати македонска свадба и бев многу испаничена и како се тоа се одвиваше, ама после тоа напротив имав многу поголема желба да работам, да стекнувам нови искуства и сега сум тука каде што сум. Супер, дали што музиката најчесто практикуваш да пееш, дали македонска, српска или мешана, или зависи од публиката? Јас тоа не го гледам така македонска, српска, го гледам пред се како квалитетна музика. Јазикот ми е сосема нешто во кое што се прилагодувам, така да не знам, пливам во многу жанрови и стилови, ама нормално дека пеам тоа што го бара најмногу публиката. Добро, депаѓате вика дека македонската ја стават пример на втор план, на прво место пример српската, мислам дека секој пејач поѓе да пее со српската, па после со македонската. Па, знаеш, генерално е до песните највеќе. Мислам дека тие македонски песни што си ги имаме веќе прифатени, што сите ги знаат, сите ги користиме и на настапи, така да она најдоброто секогаш е извадено и донесено на сцена. Супер, ете, дали може да најдеш некој лош коментар што ти има така повреда, например? Лош коментар од публиката? Па знаеш, генерално тие коментари, мислам лош коментари стандард, нели сите имаме. Лош коментар од публика што ми има нешто многу допрано врз основа на физички изглед, етничка националност и тие ствари, тоа се оставам на страна. Можам да кажам дека од мојот менаџер имам добиено не лош коментар, него општо коментар што допрел до мене, а тоа е баш за мојата нова песна, втората песна од албумот. Јас имав некоја сосема друга замисла, уствари како што знаеме сите, нели сама си ги правам песните. Имав испланирано сосема да биде во некој друг стил, ама ете мислењето на множината што имаат слушна таа песна беше да остане во еден друг стил и сега тука сме негде во преговори, ама мислам дека ќе ги послушам затоа што сепак нели множината одлучува. Така, дали можете да надвиш некој пример, некоја дешавка пример на настап или после настап? Пред да земе или микрофон или да те напне пример за една иста песна, пример, три пати да испееш. Леле, да, ама не можам да ти кажам кој. Секој ми кажа вака за една иста песна ми текна. Имав една свирка во Кавадарци и се случи така еден човек да ми ја побара две музики. Едно мислам, искрено не претерам, ама можда над 20 пати. Ја бараше само првата строфа и без музика само некаде ја пеам. Тоа ми е така запамтено, ќе си го имам секогаш. Супер, ајде, како може да надвиш за и мислењето твое, сигурно ќе ги интересира гледачите, може имате сличното за ете од каде дојде до соработка со им се стоим. Сум зборувала за тоа многу пати, ама еве ќе ти дадам премиера еве и тебе. Па ништо, им се стојан ме следел на TikTok и ме исконтактира дали сум заинтересирана за соработка за некоја песна, ете сега и ми рати, нели? Бидејќи тој препознал потенцијал во мојот вокал и го пронашол баш како женскиот вокал во таа песна. Нормално дека прифатив, мислам, кој не би. Да. Многу брзо се склопија коцките, многу брзо се случи снимањето и сега еве песната успешна како што е. Дали очекуваше да дојдат до соработката со едни од поголемите звезди во Србија, пример со им се стојан? Да, поради тоа што јас веќе долго време творам на нашата сцена и не сум успеала да се истакнам онолку колку што на пример Балканот ме имаше прифатено, така да генерално сум во супер односи со многу артисти од Балканот и од Србија, нели нормално. Така да очекувано ми беше, ама не баш дека од него и дека толку брзо ќе се случи на тоа што јас го пружав на публиката на TikTok. Супер, дали очекуваше да од кога почнеш со музика дека ќе стигнеш нешто
Уште не сум стигната толку далеку колку што јас целам да стигнам, така да само работам, помалку зборувам кој што можеш да приметиш во последно време за тоа, ама стварно работам и се трудам да си го стварам пред се мојот сон, а после се друго. Супер, ете, што мисли име за македонската сцена? Скромно мислење, исто како што сметам дека сцената ни е скромна, генерално гладни сме за музика пред се. Гледаме се што се случува од страна, а ние сепак некако си тапкаме во она. Мислам дека проблемот е што пример нема поддршки, пример повеќето пејачи се откажуваат за некои работи. Јас мислам дека помалку конкуренција. Јас мислам дека изгубен квалитетот на музика, како што сите веќе знаеме, не само кај нас, општо секаде. Многу е променета музиката, дури веќе не знам ни дали да ја наречам музика искрено. Јас би целела кон она да се врати квалитетот и со самото тоа би се вратила и сцената кај нас. Кај да се гледа за наредните 10 години? Па на некоја голема сцена, можеби некоја арена со многу мои блиски колеги, соработници, можеби. Баш супер. Друго прашање, кој ти е омилен пејач и на кој сакаш да одиш на настап? Имам многу пејачи кои ги почитувам и ценам, ама еве можам да го издвојам Дино Мерлин како еден од моите најомилени и се надевам дека сега дека се спремам да идеме летово кај него на концерт Кошево во Сараево, така да ќе ти јавам како било. Супер, ако може да не одвеш, кој ти е омилен пејач од македонската страна и од српската? Ако можеш. Имам колеги што ги сакам, ценам и почитувам, можам да кажам со кој сум во најдобри односи и кога стварно почитувам, еве Софија Манева, голем поздрав до неа, од српската естрада Джейла. Тоа е веќе, мислам дека напоменат од моја страна многу пати. Супер, друго прашање, што план имаш во ако можеш нешто да не ја откриеш? Можам да ти откриам дека моментално го спремаме и е во завршна фаза мојот албум, мојот прв албум. Првата песна само што излезе, Идеали, можете да ја слушнете на македонски јазик и наредните песни се во тек, како што ти кажав. Следната излегува за многу брзо. Пратете ме, ќе бидете и вие во тек со настаните, така да, можам да ти кажам тоа дека се спрема еден многу убав албум со многу убави соработки со мои блиски колеги. Супер, дали што сакам да прашам, што ќе му кажеш на пример луѓето што сакаат се најдат со музика? Внимателно. Внимателно, бидете свој, пред се што и да мислат другите, бидете свој и бидете уникатни во тоа што го правите. Супер, мило беше што прифати да снимаме заедно и ти посакам голема среќа и за да успеши сите плани да бидат успешни. Фала ти многу. Ништо, толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакаш вакво ново видео, да не заборавите да ставите лайк и subscribe, повезно да запратите Вики, сега Вики камине. долу цртев тимова. Нормално. И ако имате можност, кој што ќе настапа Вики, мора да мислам дека нема да сгрешите. И јас така мислам искрено. И ќе биде луд да не заборавам. Фала ти многу, Стефан. Ништо.